Членовите на стоматолошката комора кои се соочуваа со притисоци и противзаконски санкции од страна на раководството на комората ја добија пресудата од управен суд. Со неа практично се докажува дека актуелниот прв човек на ова тело Маријан Денковски не е легитимен председател на стоматолошката комора на Македонија. Стоматолозите го обвинуваат дека наместо тој да ги штити интересите на докторите, врши нелегален прогон на неистомисленици и на лекари кои ќе укажат на незаконско работење. Меѓу другото го повикаа Денковски да престане да ги злоупотребува ресурсите на комората. Го повикуваме нелегалниот председател Маријан Денковски да престане да ги злоупотребува ресурсите со кои располага стоматолошката комора и кои припаѓаат на сите стоматолози, како и да престане со незаконитите дејанија, а пак институциите да системот да ги своите действија да продолжат да ги спроведуваат. Стоматолозите ги охрабрија надлежните да продолжат и натаму да ја држат контролата над стоматолошката комора, затоа што, како што велат тие, Денковски прави малверзации со вработините и со приходите на комората. Комората припаѓа на сите стоматолози и конечно ќе може и во пракса да биде тоа остварливо. Министерството за здравство продолжи да ги врши своите надлежности со цел непречено да се одвива процесот за новите избори. Изминатите месеци во стоматолошката комора имаше длабоки превривања помеѓу дел од членовите и председателот Маријан Денковски, па Министерството за здравство ги одзема ингеренциите на комората за издавање лиценци на стоматолозите. Оваа одлука на министерот Азир Алију дојде откако извршените надзори над комората укажале на бројни пропусти, едукации преку нерегистрирани здруженија и сертификати, кои неправилно се користеле за продолжување на лиценците, договори кои биле склучувани ретроактивно, спротивно на закон, носење одлуки и документи со невалидна документација, како и игнорирање на одлуката на Уставниот суд. Финансиската полиција направи увид во стоматолошката комора, а од Министерството за здравство најавија дека сите документи ќе бидат предадени на обвинителството.